Почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела, во низата разговори за представување на компаниите, поединците и издруженијата кои се најдоа на листата 13 величествени, денес продолжуваме и разговараме со Ѓорѓи Ѓорѓиовски од неформалната организација Спас за Прилеп. Минатата година за нив беше многу напорна и полна со предизвици и не случајно се најдоа на оваа листа 13 величествени, па ќе ни кажат што се случуваше и докаде се активностите кои оваа организација, односно ова неформално здружение ги презема. Добре дојде. Добре ве најдов и ќе искористам приликава да ви се заблагодарам што ние како така неформална организација се најдовме на вашата листа на 13 величествени на нашиот град Херој. Така да, тоа е голема чест за нас. Тоа е и радост на медиумот, меѓутоа тоа е она следење на гласот на граѓаните, што значи сите што сте на оваа листа, всушност Радио Пела ги слушна едноставно предлозите на граѓаните и не случајно сте тука благодарение на нив. Кажете ни зошто требаше да се случи и зошто требаше да се оформи ова здружување наречено Спас за Прилеп? Па видете, Спас за Прилеп, називот, ова е, можам да кажам и втор назив, почна како Спас за Каракамен и почна, тоа беше 2023 година, крајот на 2023 година, негде крајот на месец октомври, кога од страна на една странска компанија, позната по светот по експлоатација на минерални, на извори за питка вода, по експлоатација на минерални суровини и така натаму, кога беше нападнат еден од, па не би рекол ретките, него единствен локалитет со геолошко значење во светот. Значи, кратко можам да кажам, на 4 километри квадратни тука имаме на тој локалитет под називот Каракамен се наоѓаат повеќе од 50 разни видови на минерали и кристали. Тоа беше и самиот почеток во одбрана на нашето благо, а воедно би требало да спомнам дека локалитетот Каракамен представува и археолошко наоѓалиште, археолошки локалитет кој датира од времето на неолитот. Така. И чинам дека едноставно добиена е победата, ајде битката во тој правец во однос на Каракамен, нели? Каква е ситуацијата таму? Па видете, многу танко е тоа прашање да се одговори, искрен да бидам, добиена е можеби уште лани ова време, веќе крајот на јануари минатата година, тие под притисок кој беше створен од нас, дали под други притисоци или други околности, за тоа не би можел да кажам, беше прекинато ископувањето, но знаеме дека пред 2 месеци повторно имаше навраќање, така да можам едно да кажам со сигурност, и тоа сите наши граѓани во Македонија го знаат, кога се работи за политика и политичари смешани во тоа, не би можеле ние обичните граѓани да кажеме дали е готово или не. Тука има разноразни игри и нечистоти. Да кажеме дека во таа иницијатива за Каракамен, таман дојде до, рековме, некое расчистување на случајот, што не знаеме што ќе се случува во иднина. За вас се создаде и втор предизвик, односно она што се случува во Ореовец и ископувањето во близина на единствените природни извори за вода на градот. Така, видите, со самото завршување, како што спомнав лани, крајот на јануари минатата година, со ископувањето на Каракамен, одеднаш почна ископување напад, јас би го нарекол, на втора точка,
во близина на нашиот град и тоа како што спомнавте во близина на единствените извори на најсиромашниот град со снабдување на питка вода во нашата држава. На нашиот град, град Прилеп, град кој во 2001 се соочи со сериозна, таму 2001-2002, со сериозна криза за вода. Па колку што памтам, јас сум роден 81-а, имав некој и така ми е магловито и сеќавањето на некои мои 5, 6, 7, 8 години, но повозрастните наши граѓани помнат негде така. Крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, јас мислам дека најсериозните кризи со водоснабдување нашиот град ги имаше баш тие години. Колку активни граѓани се вклучија во оваа иницијатива до сега и колку од нив во континуитет продолжуваат да ја поддржуваат, односно да покажат дека она за што се борите е навистина вредно и неопходно за да се спаси нашиот град, како што велите, спас за Прилеп. Убаво прашање поставивте, ќе ви се заблагодарам посебно за ова прашање. Јас сакам да кажам еден многу важен детал околу почетокот и развитокот на нашата борба. Значи, сакам да кажам дека јас и лицето Тренчо Димитриевски, кој е основач на порталот Пелагон, така, оваа битка, како што спомнав во почетокот за локалитетот Каракамен, ја почнавме двајца. Одевме од село во село, одевме од куќа во куќа. На секоја куќа тропавме, со сите што ги гледавме по селата разговаравме, влегувавме во куќите, разговаравме со сите луѓе и им предочувавме значењето на локалитетот кој се наоѓа практично во нивниот двор и лукавата намера на властите на нашата држава да го прават тоа што веќе го отпочнале. Почна така, потоа претежно имаше и таков момент кога имавме гости на наши собири на местото на Каракамен, повеќе од сите градови, значи тука имавме наши другари од различни градови, Гевгелија, Струмица, Велес, Скопје, Охрид, така една група која се дружиме, и уметници, и музичари, и тоа беше еден друг вид на отпор и борба, тоа беше, како кажавме, со љубов и со песна. Но ете, гледате, па сме успеале. Тоа почна така и со преместувањето на странската фирма на втората точка кај селото Оревоец. Тоа продолжи и одпрво почна со мештаните и поседувачите на имот на село Оревоец, но тоа постојано се зголемуваше, но сега можам да кажам моментално дека во нашиот град има многу добра представа за лукавштината која ни се готви од страна на властите и од страна на странската фирма Бехтелиенка. Па би можел да речам дека прилепчани се одлично запознаени со проблематиката и со сериозноста на овој проблем и имаме огромна поддршка која со сигурност можам да кажам дека секој ден се повеќе и повеќе расте. Сакате да кажете дека граѓаните на Прилеп стануваат свесни за што станува збор и едноставно го прифатија вашиот поттик дека треба да помогнат да се изборат, затоа што овде не станува збор за лични интереси, туку станува збор за интерес на целото население. Да, јас тоа со сигурност можам да го потврдам дека нашите граѓани се веќе добро информирани и добро е осознаена сериозноста на овој многу горлив и опиплив проблем за сите нас. Се разбира
никаква тука лична корист и лични интереси нема на никого, како што кажав, ова почна, значи, да браниме еден геолошки и воедно и археолошки локалитет, па се премести на друга, но јас како личност која ги следам овие светски трендови, кои се движат, кај се движат, така да за Бехтел и Енка горе-долу имав познавање, имав представа која е таа со што се занимаваат ширум светот, така да ми беше јасно зашто станува збор. Кои се чекорите што Спас за Прилеп ќе ги преземе во 2025-та и како населението, другите можеби организации можат да ви помогнат во она што сакате да го постигнете? Видете, не знам, некои од нашите граѓани кои ја следат нашата страница на Facebook и на Instagram, Спас за Прилеп. Се извинувам да кажеме дека навистина она што го објавувате по социјалните мрежи, факт е дека наидува на голем интерес, на многу споделувања, многу гледани видеа, едноставно и пошироко од Прилеп луѓето знаат за што станува збор. Ширум Македонија можам да кажам, често кога одам и по другите градови има препознавање и по улиците, приоѓаат луѓе, да, значи не се запознати само граѓаните на нашиот Прилеп, него и граѓаните на целата наша Македонија се добро запознаени со проблематиката и со нашата организација Спас за Прилеп. И да одговорам на вашето првично прашање, кои се нашите активности. Некои од нашите граѓани, и не само нашите, како што реков, од граѓаните на Македонија кои не следат, може би се запознати пред подприлика, чинам беше еден месец, беше и подигнато последното парче железо, како би го нарекол, од нивната база за ископување, но ние предпоставуваме и сме уверени дека се работи за политички махинации и валкани игри кои се својствени за политичките партии и дека сакаат да направат некое затишје, бидејќи идат локални избори, па се разбира главните интереси нивни се насочени таму, но можам еве и одавде да порачам дека ние немаме таков план да се стишиме, него во овој период веќе ќе работиме поактивно на онај правниот дел или законскиот дел на нашиот отпор и одбрана, поактивно за кои граѓаните ќе бидат добро известени, кои се нашите чекори, што сме направиле, како одат и така натаму. Добро знаеме и нашиот судски систем, како се фати во стапица веќе неколку пати, пресудувајќи во корис на другата страна и така натаму. Но, уште иначе порачам дека Спас за Прилеп нема да застани тука, затоа што веќе е направено голем пакос или големо зло нам, на прилепчани. Ви посакуваме да биде успешно она што сакате да го постигнете, што повеќе свесни граѓани и што повеќе помош и поддршка за доброто на сите. За крај, малку порелаксирано прашање, дали ја погледнавте листата на 13 величествени и дали можеби гласавте за некого, која е вашата поддршка кон оние други лица, компании, поединци, издруженија кои се најдоа на оваа листа? Па видете, да ви кажам, имам омилени и тука никако не би влегле компании или лица кои се поврзани со политика или политичари, односно, како би ги нарекол, чиновници, носители на чинови. Значи, тоа би можел да кажам дека е планинарката, така, која, ете, по моje би била највредна. Јас тука би истакнал дека треба да има индивидуалци и луѓе кои се дојдени од обичниот народ и кои го прават без никаква задна намера и без никакви планови во кои има, се разбира, и нечистотија. Така.
Ви благодарам за гостувањево, успех во борбата и пред се добро здравје и едноставно издржливост за да се преброди она што треба, како што реков, за доброто на нашите граѓани. Благодарам и вас на поканата и со Божја помош се надеваме на уште поголема свест и совест кај граѓаните не само на нашиот прилеп, туку на нашата Македонија за ситуацијата во која се наоѓаме сега. Благодарам уште наш. Го гледавте разговорот со Ѓорѓи Ѓорѓиовски, еден од 13 величествени во изборот на Радио Пела.